Проверяю готовность. 5, 4, 3, 2. Was höre ich? Moment. An emergency floor lighting on the right side of the aisle, which includes red lights at the exit area, provides an illuminated escape route from this aircraft. Бев многу мудар старец, сега веќе не сум. Сметете дека ме нема веќе, но беше време кога секој од вас би дошол кај мене и ма какво и да било тегова ја мачи неговата душа, јас би го прегрнал и би му рекол: синко мој, никаква тегова не ја мори душата твоја, и тој би избегал од мене среќен и радостен. На возраст од 10 до 14 години јас бев силно погоден од потешкоти во говорните функции. На возраст од 10 до 14 јас силно пелтачев. Почнав да пелтачам и роднините веднаш почнаа да ме лечат. Како прво ме одведува на улица Достоевски, во куќата на снаодливата старица. Тие ја објаснила суштината на проблемот и таа се согласи. Како ќе ти каже ова, така ќе пееш. Разбра? Само да го спремам лекот. И неговиот говор ќе потече како планински поток. Задушливо и суво беше во куќата на улица Достоевски. Тивко сега ќе рокне како поп. Гледиште и цел има таби етмел. Го има си пипи, го има пики си, кој произведува ритам. Си па да е вир, па митко ти не запирај. Држи ритам, само не запирај. А следниот сега што на микрофонот кескел го сказ рецитира никогаш не. У пичку матер, вашето копиле ми го уништи лекот.
Потоа се обративме до учената девојка. Таа допатува од Скопје со резерва свежи познавања и незината внимателно исчеснана коса, како светли прстени паѓаше на незиниот врат. Девојката со мила насмевка ми рече: Па како се викаме? Не може да збори човекот дитка, затоа го донесов, има проблеми со говорот. Како се викаме? Митко. Јас сум Митко. Ме вика некој, вика ти ме, вика некој вичи. Вичи, слободен да кажам сум за се што не ми личи. Личи, слушам јас сум типо вико диџе ставче фол. На точа кога седи тој се шири страшен мол. И микрофон си зборува за својата идеја. Мојата идеја. Сите и се смеја. Може би е коло да не пуштам ни глас. Глас. Кој се смеја? Се смеја само јас и сега дели. Квен те опонент, не Квен е вечен опонент. Не тука, но не и ти си ден. Слушни ритамот го сема, ѓаволот го зема. Доста е со ова, сега следи следна тема. Како се викаме? Повторувај по мене. Гладот го брка песот в шума. Не е пес, туку волк. Не волк, пес. Повторувај. Гладот го брка песот в шума. Гладот го брка волкот во шума. Митко, пес. Волк. Митко, пес. Волк. Пес е волк. Како можно нервозно дете, јас веднаш заплакав. И таа ноќ, во сон видов фашист со шлем, викав, тропав, лошо излезе. По лошиот инцидент се случи моето познатство со собственикот на ќебето на Ацо Шопов. Кај него дојдов самиот, мене ме упатија и тој ме пречека. Болен си, момче. Ќе те закрпиме. Пишуваш поезија? Ако. Добро е тоа. Еднаш се возеш со автобус. Моторот се запали. Сите се спасија. Како мало, живее во Скопје, но ќеваше Ацо Шопов. Остави тебе. Наследство. Музеите не знаат. Инаку, до сега ќе го земеа. Понекогаш си помислувам да не умреше Исус Христос толку млад. Вие сте доктор? Да, или собственик на ќебето на Ацо Шопов. Јас сум доктор и сега ќе започнеме сеансата. Спи, спи, ти спиеш, 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 спиеш. Во стомакот на мама бев скокнав доле, јас сум здрав и прав, но сум болен и да ме излечат, ке биде залудно, поим за конфузија, тоа кај мене е пресудно. Како спиеш? Добро? Сум спиел, а ќебето на Ацо Шопов? Сосема јасно дека јас започнав да го посетувам овој извореден човек. Јас патував секој ден до неговата ординација на велосипедот Бугати, се додека не фатив запалење на мускулите. Кога станав од креветот, докторот веќе го немаше. Треба ли да речам дека јас престанав силно да пелтачам и денес пелтачам умерено? Треба ли да речам дека ја прокелавев и сменив 11 работни места? Ненадено вчера во Скопје една девојка ме викна во друштво за пријателство со космичките цивилизации, каде што веќе има многумина кои од нив виделе марсовци,
А за летечките чини веќе сите имаат видено. И сега ова школа е стара, не ни треба нам нова. Да имам, сега си имам. Листам и крадам за да имам. И одирам рими на Егеско море. Јас сум во воду, а ти си доли, тоа е така. Го гледам микрофонот, душар ми е чиста, го чувствувам донатна ова стара школа. Ајде, батеске, леко кажи, не ни треба нова и тоа е така. Секога сам некој бамборака, некој жака, некој сака, се чувствувам јас. Онака, јас живеам тука луѓе во скопски крај. Еби тоа не потребно да збори сега знај. Јас ќе те залепам, да го сака својот дом, ќе ја вдарам пичку мачината стварно. Не знам, например, каде исчезна мојот последен доктор, чуварот собственикот на ќебето на Ацо Шопов. Се зборуваше дека тој дома чувал пистоли, со кој чиста околина убила еден учител, кој во почетокот бил многу чесен, а потоа во Москвичот превезувал марихуана, која ја одгледуваат селаните во тивките полиња во сончевата струмица. Каков учител? Какви пиштоли? Каква чиста околина? Не знам јас. Мене ме вознемирува нешто друго. Ќебето. Каде е ќебето на легендарниот Ацо Шопов? Но јас бев во музеите и таму го нема ќебето. Го нема ќебето на Ацо Шопов. Alors dis-le-moi. Que je t'assois, tu as besoin de moi. Embrasse-moi. Please, before it's too late. I'm a divided American.